Добре дојде во студио за Кочо Андоновски, директор на ЛГБТ. Господин Андоновски, вчера се повторно беа нападнати активисти на ЛГБТ, веќе 6-ти пат поред ова случува и демолиран беше и центарот. Овој пат инцидентот се случи во кафулето Дамар. И двајца луѓе беа повредени, една девојка и едно момче. Вие бевте таму и ве молам кажете што се случи. Вчера ние славевме втората година од отварањето на ЛГБТ и центарот за поддршка и некаде 60 луѓе бевме внатре кои на приватна прослава го славевме овој настан. Во околу 9:40 една толпа од 30 луѓе со качулки на главата започна канонада со камења, шишиња, гајби, се што им се најде. При раце дури имаше и еден оџак фрлено внатре. И не нападна. Не влегоа внатре, меѓутоа двајца од нашите гости кои беа надвор, една девојка и еден дечко, дечкото успеа да влезе, меѓутоа девојката беше запрена затоа што и скршија шиша од главата, и ја расцепија главата и ја маваа со боксови. Девојката грозоморна беше сцената, беше страшно. Сите внатре кои бевме, мислам дека сме многу вознемирени, сите бевме со облепени со ситни стакла врз нас и избегаа. Ова го сметаме напад врз активисти за човекови права. Ова го сметаме дека е напад не само и врз ЛГБТ и заедницата, туку и врз Хелсиншкиот комитет за човекови права и ЛГБТ и Центарот за човекови права. Борците за човекови права. Да, затоа што ние бевме и организатори. Да. Ова е 6-ти пат како се случува, веќе кажав, напад на активисти на ЛГБТ, вклучувајќи го и центарот кој беше демолиран, но 4 пати досега, односно во 4 случаи воопшто нема никаква разврска. Само еднаш има кога всушност не беше предмет на напад ЛГБТ центарот, односно активистите. Се разбира, акцентот треба да се стави на активистите. Заради толпата беше упатена атакот беше всушност кон новиот министер за одбрана Талат Џафери. Да, досега имаше 6, ова е 6-ти напад, претходно имавме 5 напади, од кои 4 не се расчистени. Иако во тој еден кој се расчистуваше околу протестите за министерот Талат Џафери, нашите видеокамери послужија како главен доказ. Во другите 4 случаи, иако ние ги имавме истите снимки, се имавме снимено, досега никој не е уапсен. Со ова институциите направија да се случи повторно ова насилство вчера. Ова е последица на неказнувањето. Институциите со неказнувањето охрабруваат и стануваат соучесници во ова насилство. Но претходно треба да спречат воопшто, господин Андоновски, било какво насилство и инциденти. Ако знаат дека има претходна историја, веќе искуство на насилство, зошто тоа не го сториле? Зошто не побарате од нив да има некаков ангажман од страна на МВР? Ние бараме, значи тука се работи за човечки животи. Да. Тука се работи за луѓе. Да. Меѓутоа никој не реагира. Досега нема реакција, значи никој не е уапсен, никој не е 2 години се овие напади. Никој досега не е уапсен. Со никакво образложение? Нема образложение, какво образложение? Ние знаете културата на комуникација кај нас каква е. Да. Она што е важно е да се потенцира дека всушност имало претходно закани за овој случај, вчерашното насилство кое се случи, но вие не сте знаеле за нив, кои биле објавувани на социјалната мрежа Facebook пред се, но и на некои од порталите. Можете ли да кажете за што станува збор, за каков тип на закани? Тоа е едно од нашите барања како национална мрежа против хомофобија и трансфобија е обвинителството и МВР да спроведат ефикасна истрага и да ги изведат пред лицето на правдата луѓето кои шират омраза, говорна омраза. Ние дојдовме до сознание дека дента било објавено на ilirida.net скандал хомосексуалците ќе слават во старата чаршија, медиумите молчат. После настанот се прогласуваше на некои Facebook профили дека Дамар е слободна зона на ИСИС,
Значи гледаме тука исламски екстремизам, исто така антихристијани исламски екстремизам, меѓутоа исто така гледаме и христијански екстремизам, каде што на некои профили, како тие на Миленко Неделковски и Јанко Илковски, каде што се бара сечење на глави, значи они бараат да ни се сечат на нас главите, кажуваат дека луѓето, насилниците, кои на овој начин не нападнаа, дека биле пристојни граѓани со добро образование во христијански дух, со семејни вредности и дека ја бранеле со нападот, ја бранеле честа на човештвото. Ние дури имаме основи да се... На македоноидите, веројатно, на чистата раса на македоноидите. Ние имаме основа да се сомневаме дека христијанските екстремисти и исламските екстремисти вчера заеднички не нападнале. Да, всушност верата, религијата, идентитетот на хулиганите е хулиганство, всушност. Без разлика дали станува збор за македонци, албанци или муслимани, христијани. Хулигани се. Токму и затоа мислам дека... дека... идентитетот. Да, токму и затоа мислам дека граѓаните ни даваат огромна поддршка. Од Сабајлево постои голем револт, токму заради тоа што вчера стана видлива ужасната слика на екстремизмот кој ни се случува и кој ни го заробува општеството веќе неколку години. Да. Имате неколку барања кои не всушност не станува збор прв пат да имате вакви јавни барања до премиерот, до председателот, до министерката за внатрешни работи, до министерот за правда. Може ли да уште еднаш да ги повторите, зашто е важно да се повторуваат? Да, она што ние го имаме како 4 конкретни и итни барања е премиерот и министерката за внатрешни работи да излезат и јавно да го осудат насилството кое вчера се случи. Бараме обвинителството и Министерството за внатрешни работи итно да спроведат ефикасна истрага, да ги најдат сторителите и да ги изведат пред лицето на правдата. Бараме исто така да ги најдат и да ги изведат пред лицето на правдата сторителите на насилството во претходните 4 неразрешени случаи, кои значат охрабрување доколку не се разрешат. И како што претходно спомнав, исто така бараме истрага за говорот на омраза кој се шири по мрежите, кои бараат едноставно сечење на глави. Да. Ова всушност вакви барања и воопшто генерално меѓународните организации и институции многу пати во нивните извештаи пишувале за насилството, но без никаков ефект. Последниот извештај околу правата на ЛГБТ во случајов на барањето за уставни промени, односно амандмани, е од Human Rights Watch. Во него се бара министерот за правда Аднан Јашари да го укине амандманот кој се однесува на уредување на бракот и на различните форми на животна заедница, барање кој всушност доаѓа по барањето на Венецијанската комисија. Кој е вашиот одговор? Само еден дел да цитирам како вели Human Rights Watch: изразуваме длабоко разочарување што македонското законодавство сака да внесе амандман во уставот кој е против глобалниот прогрес во однос на еднаквоста на бракот и потврлува ефикасно да не придонесе во поглед на стандардите на европските човекови права и говори всушност за дискриминација. Да. Предлогот за менување на уставот, предлогот за амандманот 33 во суштина е дел од хомофобичната кампања која континуирано се подгрева во Република Македонија. Да. Тоа, сите тие акции укажуваат на тоа дека еве ние како институции не сакаме да ги штитиме, туку напротив ќе им одземаме права. Да. Тоа секако дека влијае на врз насилниците или хулиганите како што вие ги идентификувавте сега. Амандманот 33 е дискриминаторски и е спротивен на прогресивната логика на легислативите кои се случуваат дури и кај нас во регионот, да не збориме во Европа и но и напредокот воопшто на едно демократско општество. Кај нас, например, ако земете во регионов, Албанија е пример за прогресивна логика на своето законодавство. Албанија е отидена многу подалеку од сите други држави. Веројатно со интенција да биде дел од европското семејство, да влезе во Европска унија. Да го исполни она што декларативно го кажува, дека сака да стане дел од евроатлантското семејство. И односно да ги дели вредностите. Така. Да.
Тоа и ние го кажуваме декларативно, меѓутоа немаме интенција очигледно да го исполниме, туку напротив ние во спротивна насока се движиме. Една од активистките нова веќе објави незината верзија на настанот вчерашниот инцидент кој се случи, тоа е Билјана Гинова, еден од активистите на ЛГБТ, како напиша на Facebook дека тоа било толку длабока омраза која може да се сеча со нож. Ретко, тешко може било кој тоа да го свати, додека не бил воопшто сведок на вчерашниот инцидент. Но вие во ЛГБТ центарот и во Хелсиншки комитет се разбира, ја чувствувате таа омраза за која говори Билјана веќе долго време, веројатно откако е отворен центарот. Како можете да опишете таа омраза која чувствувате секојдневно? Со што се соочувате секојдневно? Во нападите, кога ние имавме повеќе напади, во нападите кога се крши стаклото, се крши излогот, се отвара тој простор во кој една згусната негативна енергија, тоа е едно како електрично празнење, кое влегува најнаш и ве напаѓа вас. И тоа е многу потешко од она што стаклото ќе ве исече малку или нешто ќе ве удри, или тоа е многу потешко затоа што тоа од внатре ви го раскинува едноставно натрешното ткиво. Духот. Меѓутоа, во ист момент кога ќе се исчисти таа негативна енергија, мислам дека токму пак тоа не прави посилни за да обстоиме на нашиот пат, на нашата борба за еднаквост. Борбата е заедничка, да има голем број на медиуми кои го подржуваат, нова е меѓу нив. Јас ви благодарам што бевте гости. Јас благодарам за можноста да разговараме за ова и да кажеме што се случи, за да јавноста знае што во суштина се случува. Но и надлежните институции. И надлежните институции.